Поздрав на сите и добре дојдовте назад на каналот на Блага душа. Во денешното видео ќе снимаме најдобар лаптоп до 350 евра. Значи кога мислиме на 350 евра, мислиме на 21.000 денари. Така мислам дека точно излегува. Но лаптопот што за кој конкретно ќе зборуваме е 19.000 денари. Но затоа сепак реков до 350 евра, да не биде таму сега до 320 до 330 евра, него до 350 евра. Обично за таа цена до 20.000 денари, до 21.000 денари, значи до 350 евра, можете да најдете лаптопи со quad-core процесори или dual-core процесори, што и не е баш добро доколку го користите за гейминг или едит и рендеринг на видеа. Затоа сега брзо од PC4All, тоест PC4All, купив лаптоп за 19.000 денари, кој е со i3 процесор 6006, значи 6-та генерација U, што е многу подобро за разлика од quad-core или dual-core процесор, што кој се разбира барем најмалку од компјутери процесори така работи, би го разбрал ова што го кажав сега. Конкретно се работи за Acer Aspire ES15 E572. Значи овој лаптоп исто така го имате за 200 евра, го имам исто така и за 200 евра лаптопов кои со многу послаби спецификации, и исто така и за тие 200 евра лаптопот и ги има тие многу добри спецификации што е за бидејќи има quad-core процесор. Ќе ви објаснам и за тоа, ќе имаме видео накнадно, но сега да се обратиме малку конкретно повеќе на овој лаптоп. За тие пари лаптопов е екстра што не би можеле да најдете за 350 евра друг лаптоп со овие спецификации. Лаптопот онака дизајнот како што можете да видите е добар, значи сега брзо со овие тука YouTube логото и Мордекајсер иначе ми е омилен од лого, затоа тука го имам залепено. Добро, нема врската, значи дизајнот е добар, што е добар дизајнот, просечен Acer дизајн. Вака, лаптопот луѓе, значи како и секој лаптоп до таа цена има 4 GB RAM. RAM меморија има 4 GB, што обично мислам дека и повеќето лаптопи, ако не и сите повеќето имаат 4 GB RAM, бидејќи 2 GB RAM ретко моментално можете да најдете таков лаптоп нов да го земите со 2 GB RAM, бидејќи мислам дека и се искоренуваат, полека престануваат да се употребуваат. Значи како што реков има 4 GB RAM. Сега како што рековме што се работи до процесорот Intel i3 6006U, кој е на 2,0 GHz на 3 кеши работи процесорот. И графичката, обично до таа цена, значи графичка не можете да најдете подобра освен обичната интегрална Intel HD графичка, што ви е веројатно на многу позната. Овој лаптоп ја има Intel HD графич 520, значи интегралната Intel графика 520, значи не обичната, која е ова е многу подобро од таа што е обичната графика. Она што е многу добро, има хард диск со меморија од 500 GB. Што, како што кажав, е многу добро. Неговата мрежна картица, тоест Wi-Fi картица, да кажам, пренесува до 1000 мегабити во секунда брзина, што е ненормално нешто, 1000 мегабити во секунда брзина. Нормално дека немаме таков интернет, но оваа картица е спремна да пренесува толку голем сообраќај, што значи е многу добро нешто, што за таа цена не би нашле лаптоп со најмалку слично тука голем сообраќај да пренесува. Имаме DVD режач, што уште не е искоренет од употреба, но на поевтините лаптопи во повеќето го нема овој DVD режач, или воопшто не само режач, него и оптички уред за CD, тоест DVD. Имаме HDMI порт како и на повеќето и HDMI LED True Cinematic View. Имаме, што е многу добро. Она што не напоменав за RAM меморијата е нова RAM меморија и е DDR4, што е многу добро и многу побрзо од претходните DDR3, DDR2 или DDR-Cats. Што исто така ни овозможува додавање на повеќе RAM меморија во лаптопот. Она што го гледам како негативна страна е тоа што не знам колку ви е познато, но еве јас го знам. Процесорите кои се означени со U ознака, тие се лемени процесори, воопшто не може да ги менувате. Значи, негативна страна е што ако сакате да смените процесор на овој лаптоп со кој би сменале исто интегрална графика, не би можеле, бидејќи овој процесор е означен со ознака U и е лемен процесор, што значи не може да се смени. Исто така како негативна страна на овој лаптоп што гледам е дека овој лаптоп има малку USB портови, што значи дека има
два порти USB 2.0 и еден порт 3.0, што мислам дека би можеле на овој лаптоп да му стават и малку повеќе, бидејќи овој лаптоп по овие спецификации веројатно нема да го користиме за игри што се прејаки, бидејќи нормално со и тројка и колку и да е шеста генерација, нема да го користиме за геймплеови кизни какви некои многу јаки што нормално не ги би поддржувал, но за едит е предобар, што значи доколку не би требало за едит веројатно некои би поврзале например за аудио едит, например тачпад, мини кейбордови и такви други работи, значи маус евентуално да се поврзне на него, хард диск надворешен, значи треба тие работи, јас например еве според мене јас користам повеќе работи за едит. Така да мислам дека на овој лаптоп би можеле да му стават повеќе USB порти. Камерата, значи камера, солидна лаптоп камера, мислам дека има 1.3 мегапиксели. Има 30 fps, што значи камерата не кочи, што е многу добро, значи да не ви сецка камерата додека се гледате на Skype некој, значи камерата доколку би сакале да стримате на YouTube лайв или било некоја игра друга, значи да стримате е добра, но нормално камерата не е добра да снимате како влогови со добро влогови, кој снима не е влогови со лаптоп. Макар што се случуваат и такви работи со лаптоп дома да снима влог, значи за тоа камерата не е добра, но добра е например за лайв на YouTube или да речеме стрим на YouTube на некоја игра, фейскем, такви слични работи. Не мора да е само стрим и да снимате некоја игра, фейскем, значи камерата за тоа е добра, да. Исто така што сакам да кажам за овој лаптоп е од поновите лаптопи не поддржува оперативен систем или софтвер како 7-ка, XP или слично, значи на овој можете да му додадете само Windows 10-ка, компатибилен е со него. Овој лаптоп од PC for All го начекав, еве да кажам, на акција, значи до 19.000 денари. Бидејќи овие спецификации не би ги нашле веројатно под 22.000, под 23.000, значи под 350 евра овие спецификации не ги би нашле, а овој го наоѓате под 350 евра, што значи 19.000 денари. 19.000 денари иди 2.000 денари помалку од 350 евра. Значи на 19.000 за овие спецификации се воопшто не се, како да кажам, значи спецификации вакви не е на голем буџет. Да, не е на голем буџет да речеме. Тоа беше тоа. Се надевам дека ви се допадна. Доколку ви се допадна ова видео, слободно оставете лайк, доколку не ви се допадна, слободно оставете дизлайк. Не забравяйте subscribe и ќе се видиме.